Живко Поповски Цветин. Тој остави аменет за идните генерации со декларацијата за мир во светот. Со него разговараме за истата во продолжение. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на оваа утринска програма на Македонската телевизија. Велам, денеска ќе уживаме во вашите вешти раци, ќе видиме што се можат тие да направат, а добро познатиот уметник зад себе има многу дела. А ова дело веројатно ќе ја испише историјата. Ќе зборуваме за идните генерации, колку тие ве поддржуваат во, може вака, еве сега да кажеме, декларацијата за мир во светот против војните и употребата на нуклеарно оружје. Па видете, мирот е најважната, би рекол, работа што треба сите во светот да се заложат за мир, зашто борбата за мир не е едноставна, во неа треба да учествуваме сите ние. И политичарите што се платени за тоа, но и сите луѓе, уметници, сликари, музичари, научни работници, просветни работници, здравствени работници, екологисти. Вие ги повикувате сите? Да, и сите ние заедно треба да го градиме мирот и да се заложиме против сите војни и овие уништувања што се случуваат пред нашите очи. Така да, еве, ние иницијативниот одбор, би рекол, како Цветинов комитет, то се луѓе кои добиле Цветинова награда во овие изминати 2 години, меѓу кои е Македонската телевизија, која ме поддржува 40 години од почетокот на оваа мисија на мирот со цвеќето. Така да, тој комитет се заложивме да донесеме декларација против сите војни и особено производството и употребата на нуклеарното оружје во воени цели. Тоа ни беше основна, така да речам, поента, зашто досега јас повеќе пати 20-30 години веќе на овие 2 дена посветени за Хирошима и Нагасаки, правиме настани, пуштајќи пораки по водите на реката Црна, Вардар, морињата, океаните и така натаму. Меѓутоа, годинава го правиме тоа на еден пософистициран начин. Годинава 79 години. 79 години од Хирошима, а денеска е Нагасаки, 79 години. Така да, сето тоа навистина заслужува едно посебно внимание и вклученост на сите луѓе во светот. Кога веќе зборуваме за вклученост и на оние кои што треба најмногу да ве поддржат тука кај нас, и денеска, значи мора да потврдиме и сликите кои што ќе имаат можност гледачите да ги видат, тоа е од изминатиот ден, и денеска во петок декларацијата е поставена пред спомен куќата на мајка Тереза во Скопје, каде што сите граѓани може да се подпишат. Што велеа оние, можам да забележам по фотографиите, на вистина голем број на граѓани кои што се подпишаа, што велеа за иницијативата? Па видете, сите се на некој начин воодушевени што еве од Македонија повторно една така значајна иницијатива се покренува, зашто Македонија е најмиролюбивата земја во светот, и мислам дека секој од нив со задоволство, со почит кон оваа иницијатива ја подпишува и на тој начин, еве, мислам дека ќе придонесеме во мисија на мирот кај нас и во светот. Господине Цветин, ќе зборуваме кои се доби Цветиновата награда, но пред се ова го правите за да оставите аманет за идните генерации. Колку успевате во тоа? Па мислам дека со ова што го правиме сега, а и подпишувањето ќе го продолжиме до 21 септември. Така, значи ние со само цел и денес. Да ги опфатиме училиштата на почетокот на учебната година, студентите и сите ова луѓе што не се во можност да подпишат поради годишните одмори во овој период. Каде ќе биде поставена? Па ќе биде на истото место преку канцеларии, би рекол, на Цветиновиот комитет. Добро. Во Битола, во поградовиве, за да не доваѓаат од Битола или од другите градови во Скопје да ја подпишуваат, туку да ја подпишат тамо, а тие списоци ќе ги приложиме кон единствениот список што ќе го пратиме
до сите членки на Обединетите нации, до сите влади кои поседуваат нуклеарно оружје, земји кои поседуваат нуклеарно оружје, потоа до Нобеловиот комитет за мир во Осло, до Нобеловиот комитет за мир, односно за литература, за физика, за хемија, медицина во Стокхолм, и до сите да речам, институции кои се залагаат за мир, за екологија, за така луѓе кои се вклучени во таа нуклеарна програма за не за корисни цели, туку за воени цели, да се откажат тие од натамошно осовременување на нуклеарното оружје и така натаму. Едноставно да дојде до една свест на сите луѓе во светот, а особено на политичарите, дека војната носи глад, носи уништување на луѓето, уништување на материјални добра, потоа животната средина се загрозува и се загрозува животот на планетата Земја. Во хумана мисија треба да ни има повеќе сплотени, да бидеме побројни, зарем не треба да биде така, и на оние кои што го поддржуваат и се токму сплотени и хумани во оваа мисија, вие им доделувате Цветинова награда. Ми кажавте кога се подготвувавме дека најмалиот член има 8 месеци, така? Да, тој има 8 месеци од прилика. Јас сум имал 8-9 месеци кога сум се родил, а тогаш 44-та јас сум на 2 октомври, а 45-та година на овај ден во Нагасаки е фрлена. Значи јас сум имал 9-10 месеци. Така да на овај сега Јордан Невчев, малиот 8-месечен човек, верувам дека таа порака за мир тој ќе шири уште 100 години. Се надеваме дека младата генерација ќе ве следи во оваа мисија. Неколку пати ја споминувам, оти вие велите остава мама, не таа ми е целта, и има веќе некој кој што е заинтересиран, бројни ли се? Па има доста и меѓу младите генерации, навистина. Јас сум многу среќен што ја прифатија оваа моја иницијатива. И јас годинава, например, во Крива Паланка, градот на културата, им доделив слика, односно Цветинова награда за мир, на сите ученици и студенти од Крива Паланка. Значи, тие се сега задолжени да ја шират мисијата на мирот. Се надевам дека и во другите градови ќе доделите, па да може да се вклучат. Сакав само ова да го кажам, ми остана мислата по презентирање на декларацијата. Авторката Јеремич ја прочитала својата песна "Дали епопеја за болката" на македонски јазик. Потоа поетот Горан Анчевски ја читал поезата која што е посветена на пилотот Стево Стефановски, кој што не сакал да лета над Нагасаки во спомен на жртвите од атомската бомба. Сакам да кажам, ова се сви имиња во историјата веќе запишани, кои што и ве поддржуваат, големи имиња. Лидија Јеремич доби Цветинова награда во понеделникот. И токму ова песна, таа има напишано 2016 година, објавена во книга, и доби награда за неа, а ние ја поттикнавме токму на еден ваков ден, кога во Капиштец, во скопската населба Капиштец, имавме настан посветен на Нагасаки и Хирошима. А потоа, следниот ден имавме доделување на награда на Анита Бошкова, која исто така одбележуваше некој јубилеј со мои слики на насловни страни, потоа многу настани ги следеше, учествуваше и така натаму. А вчера доделив Цветинова награда на една млада поетеса која првпат има своја книга и заедно со Цветанка Невчева и нејзиниот син, на неа и на Иван, им доделив Цветинова награда за мир. Јас се надевам дека ќе бидете во добро здравје пред се
и дека уште многу Цветинови награди ќе доделите. Ќе ве оставим уште малку тука да ни донацртате нешто, да ни збогатите, да видиме што има. Да, ова еве нека биде еден мал цртеж Феникс и нека мирот завладее во светот, во срцата на сите луѓе и да живееме поубаво и посреќно, особено на младите генерации. Веќе е готов цртежот. Јас мислев дека ќе ви треба уште малку повеќе време да изборуваме и сакав само на крај да... Јас направив уште 2 цртежи, меѓутоа... Во меѓувреме? Да, во меѓувреме. Така да, јас една слика ја правам за 2 минути и 25 години. Ви благодарам за можноста да сведочиме на тоа, ви благодарам за можноста да ни бидете вие гостин денеска. Сакам да заокружам разговорот со тоа дека неумерни сте во ширење на мисијата и ни најавивте некои од настаните кои што ќе следуваат, каде сакате да испратите декларацијата и така натаму, но што е она што би сакале си уште да го направите, што ви остана како желба? Па видете, јас сакам навистина овие млади генерации да ја сватат пораката дека без мир нема напредок. Не може без мир да се произведува храна, не може без мир да се учи, да се образува човек и не може без мир човек да спие. Значи сонот ќе му биде немирен. И токму така ете, тоа нека остане како поважно дури и од лебот. Ви благодарам. Благодарам за гостувањето денеска. Живко Поповски Цветин, уметникот Цветин, нашиот добро познат со декларацијата за мир во светот против војните и употребата на нуклеарното оружје. Ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам.